Добре, криптоентузијасти, како што ветивме, денеска ќе направиме вести, има доста интересни работи кои што треба да исподелиме со вас. Така да ќе започнеме нормално како и секогаш со посебно благодарам и тоа, нели, стандардниот наш тим, Дарко Јошев, Бобан Досев, Иле Кучишки, Никола Котели и моментално Филип Чолаковски им се приклучи, со тоа што ни достави една многу интересна вест за Каспа. Иако тоа е доста мал проект кој што, нели, се обидуваме да се фокусираме малку повеќе на поголемите проекти моментално, но нели, ова ќе биде разгледано, станува збор за видео кој што е малку подолго, морам да го обработам, морам да видам зашто станува збор, пред да можам да го пласирам на самиот канал, затоа што немаше пишана вест, станува збор само за видео материјал. Така да тоа ќе биде обработено понатаму, ќе ви биде доставено, а во исто време исто така Филип не информираше и за Митрил на драпата, јас не знам како успеав да го промашам тоа, но како и да е, нели, му благодарам на Филип, нормално и на останатата гарда, значи тие се тие што највеќе помагаат на каналот, навистина момци ви благодарам. Без вас видеата за вести никогаш не би биле исти. Вака сега, значи прво моментално ова ми го достави Дарко, секоја чест, доста интересно. Вели breaking news. Jim Cramer has said he doesn't see a recession on the horizon. Знаете и сами дека целиот финансиски свет буквално тргува спротивно на тоа што Джим Креймер ќе каже. Кога Джим Креймер каже дека сите криптовалути одат до була, почнавме следен бул маркет. Така да и во оваа ситуација, чим Джим Креймер кажува дека нема да има рецесија, значи можеме да очекуваме дека ќе имаме страшна рецесија, но е интересно да се спомне. Джим Креймер е буквално карикатура од традиционалните финансии. Јас денеска не можам да разберам како се уште му е дозволено на ваков лик да уопште се појави на телевизија, а не да разговара или да зборува за финансиски свет, но тоа е таа демократска мурика. Секој идиот има право на глас, тоа е реалноста. Сега, не знам дали се сеќавате, но сите оние кои што се полого на нашиот канал знаат дека тоа што го навестивме во однос на претседателските избори кои што доаѓаат наредна година, значи треба до зимата во 2024 година да имаме крај на претседателските избори, што значи дека сега моментално се во активна кампања. Со тоа што јас ви кажав, значи тоа ви го кажав уште пред да се спомнуваат претседателски избори, уште пред половина година, дека 100% нема теоретски шанси да биде избран претседател кој што има антикрипто стенс. Значи, ако имаме претседател, значи зборуваме кандидат, кој што отворено зборува против криптовалутите, ќе изгуби огромен дел од гласовите во Америка. Зошто го кажувам тоа? Нова статистика моментално покажува дека 1 од 4 граѓани на Америка се сретнал или поседувал крипто. Што значи дека тоа станува збор за практично 1/4, нормално помлади, кои што очигледно се на еден или на друг начин поврзани со криптовалутите. Што значи дека во оваа ситуација ви кажувам пред време, значи оние кои што ќе има најдобар крипто, да речам, предлог или крипторегулатива која што би била така речено поддржана од една страна, ќе бидат оние кои што ќе имаат и најдобар успех. Фронтранер, според мене, ако ме прашувате, е Роберт Ф. Кенеди Джуниор, а тоа е внук на познатиот Кенеди кој што беше, нели, убиен од елитите затоа што се обидуваше да се спротивстави на истите. Сега, интересно е тоа што и самиот моментално го најавува веќе дека прво, ако се сеќавате, тоа беше во мај 2023 година, кога најави дека ќе збира донации во крипто, односно во биткоин, со тоа што сега моментално излезе со многу поинтересни предлози, а тоа е прво дека значи американскиот долар мора да биде поврзан со hard assets, односно истиот вредноста да му биде поврзана со некаков тип на нели, во случајот зборуваме на цврсто капитално добро како што е злато, сребро, платина и најбитниот момент биткоин. Значи самиот Роберт Ф. Кенеди постојано кажува дека биткоин е буквално, значи, дефиниција за права на секојдневниот човек, со оглед на фактот дека не може да биде цензуриран, не може да биде запрен, не може да биде одземен. Значи самиот кажува дека буквално биткоин е начинот на кој што ќе се донесат повторно назад правата кон секојдневниот граѓанин. Значи ова е кандидат кој што активно се наоѓа на страната на криптовалутите. Посебно на биткоин во оваа ситуација, нормално претпоставувам понатаму ќе биде и сосема друго, и кажува дека со неговото влегување на власт, значи директно
планира биткоин да го стави во позадина на американскиот долар со цел да се заекне неговата вредност, затоа што знаете и сами дека доларот е во 99,7% инфлација од моментот кога истиот е влезен на пазарот, поради тоа што не е подкрепен од цврсти капитални добри. Значи, во оваа ситуација, како што знаете и сами, доколку станува збор за валута која што е на златниот стандард, тоа многу пати сме го покажале, истата нема никогаш да има инфлација, додека во оваа ситуација имаме постојана инфлација која што во досегашното време го ја намалила вредноста на доларите за 99,7%. Сега, истиот кажува дека доколку е избран за председател, ќе започне со многу мала алокација, односно само 1% од вкупното количество на долари на пазарот, ќе биде практично поддржано од ваков тип на или драгоцен метал, или пак биткоин. Како и да е, тоа е голема работа, значи не станува збор за председател на Ел Салвадор, станува збор за председател на кралството на демократија, така наречена Мурика. Како и да е, ова не е прв, ова е исто така уште еден, Десантис, тоа се два од повеќето председателски кандидати кои што се уште се борат за пласман, затоа што во Америка моментално двете партии помеѓу себе внатрешно се борат за тоа кој ќе добие поддршка од целата партија и потоа практично двата кандидати од републиканската и од демократската партија најчесто завршуваат во оној последен круг кога се бира кој ќе биде председател на Мурика. Во оваа ситуација Десантис е исто така од истата страна републиканец. Уствари, само момент, не сум сигурен дали е Роберт Ф. Кенеди републиканец или е демократ. Значи, Роберт Ф. Кенеди е демократ, за разлика од гериатрија, знаете и кој дедото кој што моментално не знае ни кај се наоѓа, мислам дека има многу поголема шанса да победи, но нив е битно Бајден да биде втор пат избран за председател, затоа што на Бајден не мораше да го контролира, значи он е надвор од контрола. Председател де факто таа држава не постои, како и да е. Десантис од другата страна, значи он е моментално гувернер на Флорида, кој што исто така активно зборува за правото на биткоин и истиот и сам кажува дека станува збор за средство кое што буквално дава сила на секојдневниот граѓанин. И кажува дека моменталниот естаблишмент е буквално подзакана од страна на биткоин и дека ваквата операција која што моментално ја гледаме, односно оној поход, така речено, против крипто, што они го нарекуваат Choke Point 2.0, е директно произлезен од ваквиот страв кој што го имаат кон биткоин, а и останатите криптовалути. Како и да е, Десантис е исто така сериозен кандидат, со оглед на фактот дека е еден од најпопуларните кандидати во републиканската партија. Останува да видиме како ќе се развиваат работите, но пак ќе напоменам, дури и да нема главно крипто, да речем, крипто подкована кампања, ќе мора да имаат барем благ однос кон криптовалутите доколку сакаат да бидат следни председатели на Америка. Уште еднаш напоменувам, јас не верувам дека Америка ќе може да види следен председател доколку не е позитивно настроен кон криптовалутите. Тоа го напоменавме и моментално се случува на голема врата. За председателски кандидат од типот на внук на Кенеди да изјави дека биткоин ќе биде во директна поддршка на доларот, мислам дека многу значи. Сега следни вести, значи јас само за да ви покажам колку моментално станува збор за децентрализација на криптосветот, што моментално се случува, буквално поради ваквата хајка која што се води во Америка. Моментално ќе ги спомнам две од трите најголеми банки во Франција, а тоа е Societe Generale и Credit Agricole. Со тоа што и Societe Generale и Credit Agricole пред само неколку денови официјално, тоест пред 2 дена, официјално добија лиценца од тамошната комисија за хартија од вредност. Ова е последната, тоест ова е првата, така речено, на 18 јули на Societe Generale, која што е втора по големина банка во Франција. Значи ова е само за да ви покажам дека Франција исто така се труди да стане хаб за крипто, што го гледаме во многу случаи, почнувајќи од Сингапур, потоа преку Хонг Конг, нормално самите арапски држави, Лондон исто така. Значи гледаме дека се повеќе и повеќе финансиски центри се обидуваат да го присвојат овој дел од колачот кој што допрва се готви, така речено. И исто така, покрај овие две, имаме уште една голема осигурителна компанија, AXA Investment Managers, која што исто така од Франција, која што има, како што можеме да видиме, доста голем бизнис, станува збор за
компанија која што е присутна во 50 земји, која што има повеќе од 95 милиони клиенти. Добриот дел од сето ова е, ако се сеќавате, нормално ние многу пати го досега го покривавме законот Мика. Значи идејата што моментално ја гледаме, која што се развива од цела Европа, почнувајќи нормално како што можеме да видиме во Франција, значи само за да ви покажам, ова е листата на најголеми банки моментално во Франција, каде што Credit Agricole е на второ место со 1,9 и Societe Generale е на трето место со 1,4 билиони. Не верувам дека се билиони, мислам дека ова се трилиони, не сум сигурен. Да, 1,4 трилиони, да, ова се 1000. 1,4 трилиони. Значи, за да ви покажам дека две од топ 3 банки во Франција моментално добиле лиценца од страна на АМФ, која што е ствари Комисија за хартија од вредност на Франција, која што моментално ги дава овие лиценци. Сега, ова е многу поврзано со Мика. Зошто го велам ова? Значи DASP. Ако се сеќавате, ова е поим од Мика, кој што значи Digital Asset Service Provider. Ова е буквално, како што можеме да видиме, примена на Мика во одвоени држави во Европа пред нејзиното целосна примена на цела територија во Европа, а тоа е од мај или јуни наредна година. Сега, зошто е ова толку битно? Затоа што вие, уште еднаш ќе напоменам, проблемот е со луѓето кои што сега влегуваат во криптосекторот е дека не биле присутни во текот на претходните циклуси, кога нема, значи, воопште не стануваше ни збор за масовна адаптација. Значи, как банка да спомне криптото, науша фантастика. Значи, јас ќе ви кажам од лично искуство од 2019 година, тоа е веднаш после бул маркет од 2017 година, кога дојдов прв пат на Малта и кога се вселив, Малта представува криптоцентар во Европа уште од 2018 година. Во 2019 година јас влегувам овдека во HSBC, која што е моментално реномирана банка во светот, една од најголемите во Америка и во глобално ниво. Значи, ако се сеќавате, пред само неколку месеци Хонг Конг ги принуди HSBC да продаваат најголемите топ криптовалути како што е Биткоин и Етериум. Овдека кога влегов да прашам дали со дебитната картичка која што ја имам моментално од HSBC би можел да ракувам со влез и излез на средства од криптоменувачница, значи они ме прашаа што е тоа крипто. Значи до тој степен нема теоретски шанси, значи они ти кажуваат тоа е нелегално. Викам, како може да биде нелегално кога државата Малта го признава тоа? Ова е само за да ви покажам дека банките од секогаш одвратно гледале на криптосекторот и они се најголемиот непријател на криптосекторот со оглед на фактот дека крипто, како посебно DeFi секторот, директно задира во нивните ковчези со пари. Значи моментално имаме огромен одлив на пари од банките кон криптосекторот. И сега се враќаме на главната тема. Значи во претходните циклуси не било ни замисливо банка ниту да размислува, а не пак активно да зборува или пак бара лиценца за дигитален криптокастови. Сега моментално имате две од топ 3 банки во Франција само што добиле лиценца за покрај вашите држење во евра на сметка, може да држите и други криптовалути. Со оглед на фактот дека ваквата лиценца е издадена пред само 3 дена, очигледно ќе треба време додека истата да се интегрира. А со оглед на фактот дека ова е само почеток и ваквата лиценца значи многу, замислете како се тоа ќе се развива понатаму. Затоа и сум пак на некој начин се обидувам да задржам мојата возбуда, но доколку сте два бул маркети, тоа се скоро 7-8 години во овој пазар, да дојдете до ситуација на ваков тип на адаптација каде што најголемите играчи, без разлика дали се банки или корпорации од типот на BlackRock и Fidelity, да го прифатат вашиот сектор и активно да зборуваат за негова адаптација, тоа е огромна работа со оглед на фактот дека маркет капот е толку мал, а допрва ќе почне да се зголемува кога овие не само што зборуваат, туку ќе почнат и активно да инвестираат. Затоа што банките и корпорациите се главниот, gatekeeper, значи тој е тој портал кој што мораме да го поминеме до големиот капитал кој што е во нивните клиенти. Сега, следна битна работа која што мораме да напоменеме е дека имаме нов предлог за крипто закон од страна на републиканците, кој што сега моментално ќе се најде пред Сенатот, ако биде изгласан потоа и пред Конгресот. Сега, зошто е толку битно? Значи, истата ситуација, се враќаме назад. Каков закон, научна фантастика, они уопште не сакаат да слушнат за крипто. Сега моментално на најголемо институционално ниво во Америка со месеци, значи не со денови, со месеци се обидуваат да најдат решение за капиталот кој што се одлива. А верувајте ми се одлива, моментално имаме клипче во кое што
Точно се кажува точно колку се одлива и што се одлива од Америка. Она што јас ви го кажам уште пред месеци. Ви реков дека ваквата акција на СЕК со Choke Point 2.0 ќе направи огромен капитал, луѓе, проекти да се преселат од Америка поради тоа што активно ги бркаат за да можат да го интегрираат FedNow. Тоа е дефиницијата. Сето ова е за FedNow, за ништо друго. Сега, во оваа нова крипторегулатива која што е предложена е доста интересна. Значи, иако ова е само нацрт, така речено, крипторегулатива, истата ќе треба доста да се разговара. Значи, моментално се предлага да има точно определена улога на SEC и на CFTC, со тоа што SEC представува Комисија за хартија од вредност, додека CFTC представува соодветна комисија која што се занимава со суровини во оваа ситуација. Затоа што на некој начин криптовалутите се негде измеѓу хартија од вредност и суровини. И ваквиот закон ќе направи точно распределба за тоа кои се критериумите по кои што се определува дали одредена криптовалута представува хартија од вредност или пак представува суровина. И со тоа ќе се на некој начин разграничи под која од овие две институционални органи ќе спаѓа како да речем правна норма, правна регулатива, односно кој од овие ќе ги регулира тие кои. Сега, ова е пак ќе напоменам само предлог, но битниот дел што мораме да го напоменеме уште еднаш е тоа дека овој предлог доаѓа веднаш после Ripple и наложено, значи пишано во самиот предлог е дека ова моментално се случува поради тоа што Ripple покажува дека официјално не постои јасност за правниот сектор за криптовалути во Америка, напротив тоа што го тврдеше жабок од Гери Генслер. Значи овдека очигледно не постои јасност за тоа што представува хартија од вредност, а што не представува хартија од вредност во однос на криптосекторот. Така да, тоа е голема победа, уште еднаш ќе напоменам, значи голема победа која што моментално им даде сила и на оваа група на републиканци да бараат да се направи посебен закон со кој што ќе се регулираат криптовалутите, а не тоа да се прави на начинот кој што го прави Гери Генслер, затоа што тоа нема логика. Значи, не може вие со закон од 1939 година да регулирате технологија во 2021 година, треба да сте муриканец да го правите тоа. Сега, пред да продолжиме во однос на она сослушување кој што го имаше Гери Гангстер вчера од страна на Сенатот, за дали да му бидат одобрени дополнителни средства, само сакам да напоменам дека и ова е исто така уште еден знак дека многу напред се движиме. Значи проблемот во оваа ситуација е што оние кои што се наоѓаме моментално овде, ќе дојде момент на скок кога сите овие работи кои што моментално се припремаат, лиценците кои што моментално ги добиле во Франција, овие моментално 8 големи корпорации кои што се борат за свој личен биткоин спот ETF, дополнително регулатива во Америка, дополнително отварање на пазарот во Хонг Конг кој што е отворен, но се уште немаме официјално менувачници. Значи тоа се работи кои што моментално се припремаат и не се прават сега случајно, се прават затоа што халвингот на биткоин е наредната година во април. Тоа значи дека на сите овие пазари кои што ги гледаме моментално, што овде имаме европски, кинески, американски пазар, се припрема различен тип на играчи да влезат во овој сектор пред да се случи халвингот на биткоин. Она што сакам да ви го доловаме дека гледаме како се случува, гледаме дека многу од овие играчи многу големи суми на пари ќе внесат и прашање на време кога тоа ќе го направат, нормално нема да го направат преку ноќ, тоа ќе биде постепен процес. На моментот кога конечно криптовалутите ќе тргнат напред со цени, многу голем дел од луѓето кои што инвестираат ќе го пропуштат баш поради ова, затоа што они гледаат вест, а не гледаат движење на пазарот. Значи, ваквите типови на играчи не влегуваат од типот на влегувам денеска и ставам 2 трилиона долара во маркетот, се разбираме? Значи, тоа го прават постепено, ова се играчи кои што се на пазарот безброј години назад. И они знаат точно и кога да влезат и како да влезат и да влезат со најдобар можен начин да не го оштетат пазарот, ниту во една, ниту во друга насока, и при тоа да направат најдобар профит кога конечно ќе дојде моментот за цените да се движат нагоре. Не заборавајте, ова се играчи кои што работат на манипулација на традиционалните финансии веќе 100 години назад. Зошто е ова битно? Значи, SEC моментално призна 8 биткоин ETF апликации. Односно, досега сите оние кои што беа поднесени беа во фаза на прием. Тоа е исто како што кажеме, кога праќате тужба во суд, значи прво тужбата треба да ги поседува сите елементи за да биде прифатена, доколку не ќе биде вратена на доработување. Во оваа ситуација тоа и се случи, значи сите овие претходни 8 апликации беа вратени
затоа што фалеа одредени делови. Очигледно, моментално, се што треба да биде во овие апликации е направено и истите 8 апликации се званично влезени во процедура во СЕК. Зошто е ова битно? Затоа што СЕК, Комисијата за хартија од вредност на Америка, има точно определен рок на време во кој што мора да одлучи. Значи мора. Ќе разговараме за ова во друга ситуација, сега нема да разговараме толку многу, но идејата е дека значи најголемите играчи, BlackRock, прв по капитал во светот, Fidelity, трет во капитал во светот после Vanguard, и 6 останати, каде што имаме огромни играчи кои што исто така се во топ 10, топ 20 капитални играчи во светот. Влегуваат со иста цел, спот биткоин ETF, односно сакаат свој приватен фонд на биткоин кој што ќе го нудат на своите клиенти. Поради оваа причина, уште еднаш ќе напоменам, ова е огромен напредок на целиот криптосектор, не само на биткоин, и поради ова, значи ќе напоменам, бидете свесни дека сите оние кои што не го следат не овој канал, криптосекторот во генерално, значи моментално во овој временски период, ќе пропуштат многу. Ќе дојде момент кога ќе отидеме толку многу напред и тоа е уствари секој циклус, да бидеме реални. Значи тоа не е ништо поразлично ниту од циклусот 2021, ниту од циклусот 2018 година. Зошто го велам тоа? Најчесто се случува на крајот на циклусот да им текнеме, леле, гледај колку пари направија. И што се случува нормално, тие се тие играчи кои што влегуваат касно на пазарот, на кои што ние им продаваме кога заврши самиот циклус. И нормално тие се тие огорчени кои што нели сме влегле во следен bear market, кажуваат ете никогаш веќе нема да инвестирам. Зошто? Само заради тоа што не се едуцирале самите себе си да знаат во кој период се наоѓа самиот bull и bear market. Затоа кажав, едукацијата е од исклучиво битен карактер. Сега, како што напоменавме вчера, самиот Гери Генгстер беше на практично во оваа ситуација на сослушување пред Сенатот, каде што побара многу голема сума дополнителна на пари со цел да финансира 170 нови луѓе кои што нормално ќе се занимаваат со бркање на криптопроекти, односно witch hunting 2021 година. Сега, овдека ова што ќе ви го покажам е сенатор Хагерти кој да е, кажува статистички податоци точно колку моментално одлив на капитал има од Америка од криптосекторот поради овоа што овчарот Гери Гангстер го прави. И уште еднаш ќе напоменам, ова јас ви го кажав уште пред месеци, пред да има било каков тип на официјална статистика, така? Зошто? Затоа што тоа е очигледно. Че не може целиот свет да ги прифаќа криптовалутите, само Америка да ги прифаќа. Што очекуваат? Дека ќе седат таму и ќе ги чекаат нивните височества да одлучат? Слушајте сега. Right here, listen in. What I've seen happen just this year alone is that U.S. share of stablecoin volume has gone down. U.S. blockchain developers' jobs have decreased here in America. And I think what's happening is that Вели, делот на стейблкоини кои што се наоѓаат моментално на американско тло е многу намален и бројот на девелопери кои што активно работат на американска територија е многу намален. industry players are migrating overseas to other jurisdictions where the rules of the road are clearer for them. Вели, големи играчи од ваквата сфера едноставно се селат во други земји каде што правилата се многу појасни за однос со тоа како треба да се понашаат во криптосекторот, нели, кои се правилата, така? When you think about the rules of the road here in America, the rule set is anything but clear. What worries me is Вели, значи ако ги разгледате правилата кои што моментално се наводно за криптосекторот во Америка, значи ништо од тоа не е јасно. Значи не е јасно, овие луѓе не знаат ни како да се регистрираат, значи не постои начин, затоа што нивната регулатива од 1939 година, луѓе, значи станува збор за скоро 100 години наназад регулатива. Тоа е смешно. И еве моментално сенатор му го кажува ова, кој што официјално го прави ова според некаква статистика, не можам да си го измислам. that we're losing out on technology development and innovation that I would like to see happening here. Because the company that he's concerned about, FTX, is a Bahamian company. It's not an American company. Question. Така. Вели, ама вика, ние губиме моментално, вика, а тоа не сакаме да го видиме. Па не може бе другарче да правите хајка на криптовалутиви и да очекувате кристи ќе отидат до нула и кога ќе се пресадат во друга земја кои што се почитувани, кои што не ги бркаат со закон, наеднаш сега не сакате да изгубите на капитал. Па не може бе брат, не оди така. The question I raise is if we had a robust rule set here, would we have the ability to attract the illicit actors to operate here in the United States of America? And is there a way to put clarity? I mean, I'd be interested in your concerns on that. Значи, убаво прашува, ако имаме соодветни правила со кои што можеме да ги следиме сите овие лоши актори, нели, они, значи, да бидеме реални,
Не постојат нелегални активности само во крипто сектор. Значи 99% од нелегалните активности во светот не се прават со крипто, се прават со кеш. Значи можеби 1% од нелегалните активности во светот се прават со крипто. Така да не забораваме кој е кралот на криминалот во светот. Тоа е кешот, посебно нивниот зелена тоалетна хартија кеш, се разбираме. И поради оваа причина шегубаво му кажувам, а ако направиме крипторегулатива, I actually think there are robust rule sets at the Securities and Exchange Commission. Yet these firms are moving offshore. Yeah, because this is a field that in part is built on a business model of catch us if you can, preying каков селјак, не можам да си верувам на уши. Значи, дечко нема да може да најде работа во библиотека после ова, а не во институција. Значи, вака сега. Дечкото и понатаму тврди дека има правила. Му вика, добро, како има правила, вика, сите се селат, вика, понатаму, вика, во други држави. И на крајот дечкото кажува дека као сите бизнис модели во крипто секторов биле као типот catch us if you can. Превод, ние правиме, па ако може да не фатете, фатете не. Значи, жално. upon the investing public's desire for better life and future. Because when I talk to Mark И сега најнашно ги бранел као граѓаните кои што се надевале на подобра иднина и дека тоа го спречувале со крипто светот. Не, напротив, значи кога вие сте во традиционалните финансии, големи играчи го манипулираат целиот пазар. Но кога се наоѓате во крипто светот, не често се случува тоа, посебно кога станува збор за големи проекти. Кај што за жал големите играчи немаат толку многу ингеренции како што тоа е во традиционалните финансии. participants, they tell me that there is a lack of clarity here, and that И нормално и него му кажале дека станува збор за несоодветни правила, значи едноставно немате соодветни правила по кои што може да се движите. И ќе напоменам се тоа е затоа што криптовалутите даваат слобода, која што Мурика не сака да им ја даде на сопствените граѓани. Да не забораваме дека само една од ретките земји која што поседува правило во кое што ако не сте акредитиран инвеститор, не можете да инвестирате во буквално во теглата со мед. Во превод, ако некој проект почнува и знаете дека има соодветен потенцијал, вас нема да ви биде дозволено да инвестирате поради ваша заштита, доколку немате повеќе од 200.000 приход на годишно ниво или повеќе од 5 милиони на сметка. Значи нема да ви биде дозволено заради ваша заштита да не случајно направите профит. Таа е таа демократска Америка која што се грижи за вашата иднина и за вашите финансиска слобода. Ете, таа е таа што моментално ако инвестирате во крипто, гледа на вас како да сте најголем непријател на државата. И за крај, slam dunk, слушайте го. It's hard for us to, give you the means that you need when you come out with this kind of stuff. I don't know how to say that in a nice way. The nice way Значи моментално му каже вика тешко ни вика да ви дадеме вика средства што ги барате вика кога доаѓате со ваков разговор. Значи моментално му каже дека нема теоретски шанси да добие повеќе средства за тоа што сака да го превземе. А ако вашите институции ви кажуваат дека нема да ви дожелат дополнителни средства за да водите некаков си лов на вештерки, тоа значи дека официјално вашата задача е завршена и дека понатаму нема да продолжат со ваквиот вичкан, очигледно. Сега, следно нешто што сакам да ви покажам е ако прашате луѓе во традиционалните финансии, ова е лицето на капитализмот. Значи, фраеров, Лери Финк, е уствари CEO на BlackRock, која што е најголемата корпорација во светот со околу 10 трилиони под менеджмент. Така. Не постои, значи сме направиле соодветно видео, погледнете го, посебно за овие големи играчи. Значи само запишете големи играчи на нашиот канал, ќе најдете видео во кое што објаснуваме каков рак на целиот свет се овие мајмуни. Со тоа што сега вака, значи кога ви кажувам дека капитализмот е толку моментално, толку трул во сршта, што тоа дури и го слави, значи трулоста е слави, се разбираме. Значи овие мекотели нема никаква ни лице има, ни чест има, ни па некакво вредност на зборот да има случајно. Прост пример, значи вака моментално Заев од црни камен, значи дечкото лаже во последните неколку години додека се припрема да го превземе биткоин пазарот и ќе одиме поред 2018 година. When I think about most of these cryptocurrencies, it just identifies how much money laundering there is being done in the world. 2018 година, кога ќе ми каже вика за криптовалутите, вика само вика можам да разберам вика колку многу вика перење на пари во светот постои моментално поради криптовалутите. Дека криптовалутите се дефиниција за перење на пари.
2019 година. Is it true that you're building out a cryptocurrency capability? No, Don't your clients want crypto exposure? no, I don't. Веле, дали е вистина вика дека правите некакви капацитети вика за криптовалути? Не. Дали вика вашите клиенти сакаат изложување на криптовалути? Не. Believe any client has sought out crypto. Вика ниту еден вика клиент наш вика не бара крипто експозитура, крипто изложување така. Exposure. Really? Yes, I'm Колку е сигурен во самиот себе си, вика никој. encouraged by how many people are focusing on it. I'm encouraged about the narrative, but I don't believe we should think about crypto as a substitute of currency, but I am fascinated by it as an asset class. Значи, сега во 2021 најнаш импресиониран, најнаш му се допаѓа како класа на капитални добра. Во 2021 најнаш претходно никој не сакаше да слушне за него, сега е импресиониран од тоа колку луѓето гледаат позитивно на криптовалутите. Уште еднаш ќе ви кажам, најголемата грешка која што може да направите на пазарот е да слушате што ви кажуваат вакви трули суштества кои што го владеат светот. Значи, ако го слушате нив, играте точно како што они сакаат вие да играте. И да погледнеме, значи ова не е крајот, има уште едно видео после, но сакам само да погледнеме што се случува сега, пред само некое време. Specifically on Bitcoin, we're a believer in digitization of products, and we do believe it could revolutionize finance. Најнаш биткоин вика, ние веруваме вика во револуционирање вика на финансиите вика и во нивна дигитализација. Демек тоа го може биткоин, така. It's digitizing gold in many ways as a hedge against inflation. Вика тоа е како да дигитализирате вика злато вика како практично заштита против инфлација. Hedge against the devaluation of your currency. И вика заштита против девалуирањето на вашата валута. Што сака да каже, доларот е веќе тоалетна хартија де факто и сега моментално бараме како да се заштитиме од неговиот потенцијален, а неизбежен колапс. Bitcoin is an international asset. Биткоин е интернационална ствар, интернационално капитално добро. И да не заборавиме, пред само неколку дена имаше уште едно видео кое што за жал не можам да го најдам, каде што кажува дека криптовалутите се толку добри што вика ќе ги надминат вика локалните валути на секоја една земја. Larry Fink, дами и господа, лицето на капитализмот. Ако оваа змија мекотел ви кажала вакво нешто, можете да бидете сигурни дека треба да ги отворите не 2, туку 4 очи и да пазите што правите на пазарот. Наеднаш после 5 години неговата идеја во однос на биткоин целосно се промени. Дали ви е познато можеби ова од Македонија? Некоја фаца црпната така, верувам дека ви е познато. Само да ви напоменам со кого имате работа. Значи, вакви штрумфови, ова не е ништо ново, ова е постојано насекаде ни светот, значи нормално некоја фаца мора да биде таа што ќе биде нели лицето на онаа машинерија во позадина која што очигледно работи против нас. Како и да е, имајте го тоа предвид. Ова е лицето на капитализмот. Не им верувате што ви кажуваат, гледате што прават. И нормално сега BlackRock е number one fan of Bitcoin и се обидуваат да направат Bitcoin спот ETF. Значи, катастрофа. Сега, следна интересна работа, значи кажам, главната причина поради Chokepoint 2.0 е ништо друго освен FedNow, кој што започна да работи вчера. Се уште немаме некои одветни вести, ова е последниот ден од неделата, верувам дека од понеделник ќе добиеме многу повеќе вести околу тоа, но сакам само да напоменам на интересна работа, значи најнаш добивме информација и тоа беше од Дарко исто така, го видов и на самиот листа на компании кои што работат, некој си метал блокчейн, уствари еден од главните соработници на FedNow. Метал блокчейн, која ќе погледнеме на CoinGecko, нема market cap. Значи, овие се тие главни соработници на практично CBDC на најголемата економија во светот. Најголемата економија во светот. Нема circulated supply, имаме некој си total supply и max supply и значи не знам како да има, без market cap ја не знам што да мислам за ова. Ме разбирате, стварно е дури да видиме максимум од кога постои. Значи постои од 2022 година од септември и изгубил од 1,56, моментално има 5 центи, значи изгубил 95% од собствената вредност, очигледно отвориле во bear market, како и да е, но јас не можам да разберам како е ова еден од главните проекти кои што се работува со FedNow, а нема ништо. Таа транспарентност и отвореност, нели FedNow требаше да значи отвореност и транспарентност, да, гледаме, како и да е. Ова е само да ви покажам со кого си имате работа. Така. Сега следно.
Интересна работа, исто така и ова е во однос на глобалната криптоадаптација. Значи, моментално има расправа во Обединетото кралство, знаете и сами дека веќе е донесен закон за регулатива за криптосекторот, кој што е дури одобрен од, како и да им се викаше тој гериатрија што има крал моментално. Се надеваме дека ќе следи мајка му наскоро, како и да е. Значи, моментално има расправа за тоа дали треба да биде сметано како коцкање и така да биде практично поставен законот или пак да биде некако поинаку. Битно од моментот тоа што крајниот исход е дека криптовалутите се сметаат за како и останатите финансиски услуги. Тоа е многу битно затоа што ако во Англија како една од најголемите и најпознатите економии се смета за коцкање, голема веројатност дека и другите земји ќе го земат овој пример и ќе го сметаат крипто како игра на среќа. А знаеме дека тоа не е, посебно со оглед на фактот дека директно се заканува да ги превземе традиционалните финансии и секојдневните до сега познати нормални валути. Како и да е, значи со тоа што Англија официјално го призна криптосекторот како финансиски сектор, како буквално финансиски услуги, тоа е голем чекор напред во однос на интегрирање на криптосветот во глобалните финансиски, да речем, финансиски сектор. Интересна работа која што исто така мораме да напоменеме, која што многу пати ја забораваме, значи ако се сеќавате, јас ви напоменав дека имаме неколку потенцијални Black Swan евенти кои што може да настанат. Прв е Mt. Gox и продавањето на оние огромни количини на биткоин и на етериум кои што се во негова тоест ќе бидат вратени на неговите клиенти кои што верувам дека веднаш ќе бидат продадени. Втора рековме дека е тужбата помеѓу Gemini и Genesis, каде што е директно на некој начин нападнат фондот на Grayscale, каде што имаме најголема количина на биткоин во светот во еден субјект. И третата, која што не смееме да заборавиме, а тоа ни е третата по големина валута, која што е Tether и која што е директно број еден непријател на американците. Значи, моментално истата има околу 83 билиони долари, а истите скоро и да не се наоѓаат во Америка. Компанијата не се наоѓа во Америка, а е една од најголемите држачи на американски хартии од вредност, зборуваме на државни хартии од вредност, а тоа се bonds и bills. Така да во оваа ситуација вие имате компанија која што не е на ваше купно, не е под ваша ингеренција, значи под правна ингеренција, а поседува огромна количина на ваши хартии од вредност, зборуваме државни задолжувања. Со тоа што она би можела да направи еден од најголемите проблеми во криптосекторот е сега. Значи имаме некои да речем, нова вест, која што доаѓа од Forbes, а Forbes е, реално правиме муавет, реномиран, да речем, провайдер на вести. Како и да е. Моментално постојат 3 локации на кои што самиот Tether ги чува своите хартии од вредност. А тоа се Cantor, Fitzgerald, Capital Union и Ansbacher. Со тоа што Capital Union и Ansbacher се наоѓаат во Бахамите, каде што верувам дека има и свое седиште, пред тоа ако не се лажам беше на Бермуда или во Хонг Конг, не сум сигурен, како и да е. Битно е дека ваквата компанија нема седиште во Мурика. Се наоѓа надвор од нејзина територија на влијание. Проблемот од целата ситуација што е? Потенцијален напад на Tether, успешен и негов дипек, ќе значи дека овие 83 билиони многу брзо ќе излезат до пазарот. А тоа би значило општ страф и доверба во стейблкоините. Сега, интересно кое што мораме да го напоменеме од целата оваа ситуација е дека, за жал, иако прават од време на време аудитите не ги објавуваат јавно, што значи дека никој скоро не знае каде им се наоѓаат средствата кои што мора да ги држат постојано за да има дигитална верзија на истите во стейблкоини. Проблемот е што Cantor Fitzgerald е банка која што се наоѓа во Нью Йорк и се верува дека дел од овие средства моментално се таму. Каде е тука проблем? Ова е од претходната година ноември, каде што отворено, значи US Attorney, ова е претпоставувам главниот обвинител во Америка, значи се заканува за банкарска проневера на Tether. Ако тргнат против Tether и успеат да докажат дека оваа банка
Кентор Фицџералд на вистина поседува дел од оваа огромна количина на хартија од вредност на Америка, голема е веројатноста дека истите ќе бидат замрзнати. Замрзнати средства во оваа банка автоматски ќе донесе до бенкран на самиот тетер, каде што поголемиот дел од оние кои што поседуваат USDT ќе направат ликвидација и ќе ги сменат за било што друго, само не USDT, со цел да не дојде ситуација на дипек и да изгубат дел од собствените средства. Поради ова, значи може да се случи бенкран на тетер, затоа што дел од средствата ќе бидат задржани од страна на американските авторитети. И овдека потенцијално имаме еден Black Swan event, кој што сакам да бидете свесни, ако се случи, а веќе имаме најава, значи 1 ноември 2022 година не е пред 5 години, станува збор за 7 месеци, и голема веројатност е дека ако дознаат дека на вистина дел од средствата на тетер се наоѓаат на американска територија, истите да ги замрзнаат. Значи нив не има битно што ќе се случи за криптосектор, битно им е дека станува збор за една од најголемите компании која што држи огромна количина на хартија од вредност на Америка, а не е под ингеренција на Америка. Тоа е недозволиво. Значи овие демократи нема да ви го дозволат тоа, да бидеме јасни. Сега се вратиме нормално криптосекторот и неколку проекти. Значи Cardano самиот по себе рековме дека ќе има многу апгрейди ова лето, со тоа што веќе успешно интегрира на Hydra, нели кажавме и за Hydra Pay, која што моментално се прави да биде така речено платежно средство на Cardano, и моментално гледаме дека и Mithril, тоа се Hydra и Mithril, најголемите апдети кои што се најавени за Cardano за ова лето. Mithril е многу интересна работа, а станува збор за значи самиот по себе е наречен stake-based signature scheme and a protocol that improves the speed and efficiency of node syncing times. Знаеме сами дека за одредена трансакција да биде да на некој начин да биде оправдана на POS практично мрежата Proof of Stake, истата мора да биде одобрена од одредена количина од вкупниот број на нодови на целата мрежа. Со тоа што во оваа ситуација, значи самите подписи кои што ги прават нодовите, значи се забрзани преку ваквата технологија, односно оваа Mithril надградба. Дополнително истиот ја надградува и сигурноста на мрежата на Cardano и помага, ова е многу интересно, значи самиот Mithril како надградба на Cardano ќе им помогне на засебните девелопери на собствени dApps на Cardano во нивниот екосистем да можат да создаваат апликации и сайдчейни кои што нема да бидат, значи на некој начин ви дозволува автономија да може да развивате своји сайдчейни многу полесно преку користење на оваа технологија. Значи главниот момент кој што го гледам овдека е забрзување на самиот блокчейн преку побрза синхронизација на подписите кои што треба да ги дадат нодовите за одобрување на одредена трансакција. Тоа е главниот дел со Mithril, а нормално истиот има и дополнителни позитивни нормално карактеристики за Cardano секторот. Следна битна работа која што сакам да ви ја кажам, која што јас искрено сум, значи импресиониран од IOTA секоја чест. Значи ако сега дали сте ги гледали, знаете и сами дека сите овие проекти кои што ги спомињаме најчесто веќе се обработени на нашиот канал. Погледнете ја плейлистата со засебни токени, каде што објаснуваме за секој од нив еден по еден. Затоа што не можам сега во детали да објаснувам, да речем се за IOTA, може да го погледнете видеото за IOTA, ќе ви биде многу појасно за она што го разговара. IOTA самиот по себе представува acyclic graph, Tangle. Tangle е кратко, а acyclic graph е долго име, за разлика од блокчейн. Разликата е во тоа што во Tangle, значи не станува збор за дека сите трансакции треба да бидат склопени во еден блок, истиот треба да биде запишан пред да се започне следен. Во Tangle, значи самите ние сме најчесто нодови, значи нема ни голема потреба од дополнителни нодови и таквите нодови практично со нивното реализирање, значи вие реализирате собствената трансакција и затоа нормално дека сте вие практично осигурител на самата трансакција, че вие сте тие кои што ја држи безбедност на неистата и со тоа добрувате и дополнително. Сега повторно, овој Tangle е детално објаснет во нашето видео за IOTA, може да го погледнете, но само за да ви објаснам дека за разлика од блокчейн каде што мора да чекаме еден блок да биде завршен за да настапи друг, во Tangle постојано имаме запишување на повеќе блокови во исто време и истите се одобрени од страна на оваа Tangle мрежа, која што најчесто спаѓа на секој еден корисник на мрежата. Сега, што е интересно? Значи, IOTA самата по себе е уствари првиот, да го речем, не е блокчейн, туку првиот проект во криптосекторот кој што го развива овој посебен тип на технологија нели во криптосекторот и моментално нормално со оглед на фактот дека она е најнапред во оваа технологија Tangle, дополнително затоа што самиот Tangle не дозволува
компатабилност на смарт контракти, односно на истата не може да се градат дополнителни dApps и не може да биде EVM compatible, односно Ethereum Virtual Machine. Со Shimmer, кој што представува блокчейн како second layer солуција на IOTA, моментално се додава и блокчейн layer кој што дополнително ќе биде EVM compatible, односно ќе дозволи правење на смарт контракти на самиот Tangle и правење на се што моментално не може да го направат со блокчейн. Односно, вака оприлика тоа изгледа, значи Layer 1 ние сепак Tangle, тоа е основната технологија на IOTA, додека на Layer 2 моментално имаме Shimmer, која што е блокчейн технологија, дополнително со смарт контракт компатабилност, врз која може да бидат направени било каков тип на апликации како што се DEX-ови, NFTs и слично. Значи многу паметно направено, ова е врв на технологија секоја чест, со тоа што веќе официјално ShimmerNet работи долго, беше во прилика неколку месеци и ова е репортот за Shimmer кој што покажува дека и понатаму продолжува да работи значи безпрекорно, без никакви проблеми. Интересно дополнително треба да се напомене дека самата IOTA има собствени органи кои што се фокусирани на Shimmer. Тоа се неколку, меѓу кои најбитниот е Shimmer Community Grant Committee, кој што до сега има доделено 40 засебни грантови во вкупна вредност од околу $300,000 на различни програмери кои што сакаат да помогнат во развивање на самиот Shimmer, односно да се развие блокчейнот врз Tangle технологијата. Така да ова е засебно од самата IOTA фондација, значи ова е буквално засебен дел одредена организација која што се занимава со развој на самиот блокчейн врз IOTA и гледаме дека и понатаму продолжува да се развива. Да не забораваме, IOTA е во финални тестови за да стане официјалниот блокчейн на Европската Унија и нивните институции. Тоа може да го проверите, многу пати сме го објавиле, но е уште поинтересно кога гледаме дека истиот и понатаму продолжува со вакви напредоци на технологијата кои што се уникатни. Значи нешто што досега не е видено. Мене ако ја прашувате, иако јас сум правник и ова не го разбирам доволно, значи можам да видам дека станува збор за технологија која што досега не била ни замислива, а сега моментално ја гледаме реална предност. Zilliqa исто така има game changing upgrade. Сега, јас прочитав во целиот овој сегмент, значи истиот е настапен на 30 јуни, тоест извинувам, на 5 јуни, да. 5 јуни официјално ваквиот апгрейд е реализиран, со тоа што знаете сами дека Zilliqa има свој, значи повтор. Го имате видеото за Zilliqa на нашиот канал, каде што може да погледнете се засебно за Zilliqa. Значи Zilliqa има свој програмски јазик наречен Scylla, со тоа што знаеме дека EVM, самиот Ethereum Virtual Machine и компатабилноста на Ethereum Virtual Machine бараат Solidity. Тоа е практично јазик кој што се користи на Ethereum блокчейн. Со тоа што во оваа ситуација, значи со ваквиот апгрейд моментално се приближува програмскиот јазик Scylla до компатабилноста EVM која што ја поседува Zilliqa, затоа што и Zilliqa е смарт контракт платформа, истата има dApps кои што се градат врз истата, што е доста добро. Значи они практично го прилагодуваат сопствениот јазик да биде по прилагодлив и по на некој начин близок до самиот Ethereum Virtual Machine. Тоа е нешто посебно друго, не успеав да видам, значи се спомнува нешто околу мајнањето, дека моментално difficulty, односно тежината на копање е доста ниска и поради тоа и наградите се ниски, но се очекува наскоро истата да порасне. Така да тоа е главната работа која што видов и уште еднаш да напоменам, ако сте гледале нашето видео за Zilliqa, знаете, ако не, ќе го напоменеме сега. Zilliqa се обидува да биде иноватор во Web3 гейминг сферата, каде што веќе имаат и своја конзола, како што е Xbox и PlayStation, имаат своја конзола, но сега за сега нема видено официјално да имаат некои, не знам, игри или пак нешто такво. Сега за сега очигледно е се уште во пилот фаза, така да очекуваме да видиме дали тоа ќе се случи, но ако некој криптопроект успее да стане лидер во Web3 сферата, јас верувам дека тоа многу ќе му помогне да добие огромен капитал и нели девелопери и јузери, да бидеме реални. Сега за сега таков нема кој што се издвојува од останатите. Telegram, знаете, сами е една од најголемите платформи која што е за комуникација и која што уште еднаш, значи многу битно ќе го кажеме на каналот, Telegram не може да биде следен, за разлика од останатите, како што е, не знам, WhatsApp, Messenger и останатите. Ви гарантирам дека во било кое време, ако било која власт побара некаква информација, ќе биде добиена без никаква без вие да го дозволите тоа, додека за разлика од тоа Telegram општо познато е дека практично самата апликација не може да биде следена и вашите разговори на Telegram не може да бидат следени од страна на ушињата што не слушаат кај што не има место, само тоа ќе кажам.
другите си знаат зашто зборувам. Сега интересно е тоа што Телеграм и понатаму продолжува да се развива. 210 милиони и исто така е нецензурирано, многу битно. Немаме оние цензури на правдата и цензури на вистината. У превод, дечиња што седат во некој подрум платени од влади за според Сорос да кажат што е вистината, не според реалната ситуација. Така да, ако сакате да следите вистински вести за Украина, следете и на Телеграм. Има многу групи каде што се објавува точно што се случува таму, нецензурирано, но сакам да ви го кажам тоа дека како платформа е многу пореална и многу повеќе информации може да добиете за разлика од општиот бан кој што моментално го има од страна на западниот демократски свет, на се што нив не им се допаѓа, така да имајте го тоа пред. Сега, развојот на оваа платформа мене ме радува, со оглед на фактот дека моментално добиле 210 милиони од последна продажба на акции. Сега, жално целата ситуација е тоа што Telegram самиот по себе проба да направи IPO, Initial Public Offering, во кој што ќе стане акционерско друштво, но истиот не му беше дозволен од страна на погодете кој. Гери Гангсте, како и да е. Тоа е реалноста и сега за сега и понатаму, значи не му беше дозволено и понатаму мора да прави ваков тип на приватни, ова се приватни продажби на акции на луѓе кои што сакаат да инвестираат во оваа платформа. Со тоа што гледаме дека истиот има голем напредок, че во само последните неколку 2 години има 300 милиони нови корисници и 2,5 милиони на ден, замислете. 2,5 милиони на ден нови луѓе се приклучуваат на Telegram платформата. Сега, зошто е ова битно? Значи, утре ќе го правиме видеото за Toncoin. Toncoin е официјално криптовалутата на Telegram, која што е практично направена врз технологијата на Telegram, а треба да биде валута која што ќе биде разменувана помеѓу самата заедница. Сега, како што може да видите, се уште тоа активно не се случува, но се подетално ќе добиете утре. Само сакам да напоменам дека ваков тип на прибирање на средства нормално ќе се одрази и на самиот Toncoin, кој што е дел од Telegram платформата. И еден од моите омилени, Solana, морам да признаам, ова е доста паметен апгрейд кој што го направиле. Значи, отворено ви кажувам, јас Solana никогаш нема да имам во портфолио, се додека не видам некои големи промени на самиот блокчейн и начинот на кој што функционираат. Значи, ова миленичево на FTX не сакам да го видам, а не па да го ставам во портфолио. Знам дека има многу фанови на Solana, во ред, не навлегувам, секој треба да одлучи за себе. Јас лично кажувам дека според мене Solana не вреди. Колку и да се трудат, сега ќе ви покажам некои статистики помеѓу други блокчейни и ќе видите дека она што се случува на Solana е неприфатливо. Значи, сега моментално ова е позитивно. Значи, Solang уствари треба да представува апгрейд на Solana, кој што ќе дозволи Solidity јазикот да биде користен на Solana блокчейн. Зошто го прават тоа? Нормално, затоа што колку повеќе јазици ви поддржува платформата, толку поголем број на различни девелопери кои што знаат да програмираат на различни јазици може да се приклучат и да станат девелопери на вашиот блокчейн. Со тоа што моментално самиот Solana користи Rust или C, тоа се два различни програмски јазици, Rust е еден од најпопуларните на блокчейн, но како и да е, Rust е највеќе користен на Solana. Моментално многу интересна работа направија од Solana пред некое време, тоа е Seahorse апгрейдот, каде што дозволија Python програмери преку Python програмерски јазик да може да програмираат на Solana. Значи колку повеќе, затоа што Python е најпознатиот и највеќе користениот програмски јазик во светот, не блокчейн, туку општо земено, со тоа што ако вие го интегрирате овој јазик, вие автоматски имате огромен број на потенцијални девелопери кои што може да одлучат утре да развиваат софтвер на вашиот блокчейн. Тоа е многу добро. Сега, со интегрирање на Solidity, нормално, многу повеќе се приближува Solana екосистемот до EVM и до Ethereum блокчейнот, затоа што сега моментално сите оние девелопери кои што развиваат на Ethereum може многу едноставно да се преместат на Solana, затоа што Solana го поддржува јазикот кој што они знаат да го користат за програмирање. Сега, тоа е позитивна вест за Solana, ова е доста позитивно, морам да признам, да бидеме реални, че кога е нешто позитивно, нешто позитивно. Но да дојде ред во кое што блокчейн ќе се фали дека нема даунтайм, значи тоа е жално. Значи, за блокчейн да има даунтайм, тоа е неприфатливо. Зошто го велам ова? Значи, ако овие даунтайм кои се случуваат на Solana се случат на било кој друг блокчейн, автоматски оди до нула. Автоматски крај, тоа е тоа, завршена приказна. Единствена причина поради која што Solana не отиде до нула е само заради тоа што беше миленче на FTX. Да бидеме реални. Тоа е единствената причина. Значи, Solana и нивните, значи, сега ќе ви покажам зашто става случува, не е мала работа. Значи,
Прво, блокчейн самиот по себе мора да докаже дека треба да биде reliable, значи вие треба да може да рачунате на него, така? Што значи дека дури и да има некаков тип на грешка, нешто да се случи со самиот софтвер, истиот мора барем парцијално да работи. Значи, ако вие имате целосно паѓање на блокчейнот, тоа е како буквално дека вашата технологија не функционира. Значи, крај на муабетот, нема што да разговараме. Во оваа ситуација, само заради тоа што има големи луѓе кои што стоат позади овој проект, не дозволуваат истиот да пропадне. Тоа не го менува фактот дека ако вратиме наназад, ова се денови и колку даунтайм имал, да речем, овој проект. Значи, погледнете овде. 18 часа major outage, комплетно изгасен целиот блокчейн. Каква е оваа стабилност? Ако вие моментално треба да направите во вашата апликација која што развивате на Solana некоја голема, да речем, трансакција или што и да е, значи вие 18 часа не може ни да покренете вашата апликација, а не пак да имате некакви трансакции. 18 часа, major outage, комплетно off. Ајде да погледнеме наназад. Зошто велам јас? Он има практично 1 на 2 месеци. Значи, погледнете, 6 часа, major outage, иста ситуација, комплетно даун. 1 час, major outage, без разлика, комплетно даун, значи целиот блокчейн не функционира. 4 часа, major outage. 5 часа, major outage, и да не заборавиме the mother of all outages овдека, 2 часа, major outage, еден месечно, гледате овдека, јануари 2022 година, имаме цела недела во која што практично и не работа, значи гледате, практично и да не работа овдека, блокчейн, така. И уште еден имаме овдека, тоа се 2 дена, се извинувам, значи ова се partial, добро, значи делумно работа, добро. Ајде да погледнеме како функционира тоа на нормален блокчейн, значи 99,988, погледнете. Тоа значи дека само 2 пати и тоа на 1 час, ако не се лажам, на самиот почеток се случило на биткоин да падне. Во ред, не може да споредувате мрежата на биткоин со некој 10-то разреден блокчейн, да бидеме реални, значи мрежата на биткоин е незаменлива, но еве да ги погледнеме останатите. Иако вие тресете зелени за ADA, дека наводно бил Goldchain и што и да е, значи ако споредиме моментално ADA со самиот Solana, значи partial outage. Јас бев дел од ова. Ниту брзина се намали, ниту пак нешто се случи. Само дел од нодовите се исклучија поради некаков тип на и тоа беше веднаш после Vasil апгрейдот, па поради тоа се случи ваквиот partial outage. Што значи дека сите апликации понатаму работеле, сите трансакции понатаму случувале. Се случува, да бидеме реални. Че е да погледнеме како моментално ADA се споредува со Solana. Еден час partial outage и понатаму работа самиот блокчейн. 3 часа partial outage и понатаму, значи ниту еден момент блокчейн на Cardano не престана да работи. Иако се случувале, гледате, по 1 час, во ред. Се случува на сите блокчейни, но ниту во еден момент немате major outage, каде што целосно престана да работи. Еве да земеме Avalanche. Avalanche, например, има spotless рекорд, 0. Така, вака треба да изгледа нормален блокчейн. Вие не може да си дозволите ниту во еден момент вас да ви престане целиот блокчейн. Да престане да ви работи целиот блокчейн. Значи тоа е поентата на блокчейн, да никогаш не престане да работи и да има некаков тип на partial outage, да продолжи и понатаму да функционира целиот блокчейн. Така, а не може вие еднаш месечно имате барем 18 часа целосно даун на вашиот софтвер. И они излегуваат и кажуваат како они се најдобар блокчейн на светот. Тоа е жално. Замислете, ако финансиски систем на одредена држава се базира на Solana и се случи еден ден, не работи Solana. И сега што правиме? Значи не работа банкомати, одите у супермаркет, се обидувате да купите нешто, не може да го купите. 18 часа. Вие не може да купите, нема кеш, готово, завршено. Кеш е завршен, знаете и сами. И сега само Solana, вие единствениот блокчейн на кој што може вие практично да направите некаква трансакција. А Solana е комплетно 18 часа, замислете. И сега што правиме? Те почнеме да менуваме добра, кромпири за патличани, така. Значи тоа е тоа што ви го кажам постојано. Може да се лутите колку сакате, тоа е реалноста. Еве ви факти. Значи јас не ви го кажам ова затоа што ја го мразам Solana. Ја ви го кажам ова затоа што очигледно Solana има проблем со блокчейнот. Он има проблем со основната технологија. Они може да направат 20.000 апгрейди, додека не успеат да го средат тој дел, кај што они имаат еднаш месечно аутич, нема што да разговараме повеќе. Така да вие слободно купувате Solana, може да оди уште 500x нагоре, основната технологија има проблем. Сега ова е едно видео пред да завршиме, сакам да споделам со вас. Ова е
на некој начин предупредување зошто е битно кешот да го користите и како да го користите, затоа што кешот моментално, за жал, верувале или не, покрај криптовалутите, не е единствената слобода која што ја имаме. Банките не се слобода, банкарските сметки не се слобода, банкарските картички не се слобода. Ќе ви каже, значи, Ендрю Тейт, иако не сум некој огромен фан на истиот, значи има добри поенти, но ќе ви каже нешто што јас ќе ви го образложам после тоа, што е многу битно да го знаете. And I give it to the barber for my haircut, and then he goes and buys groceries with it from the grocer, and the grocer goes and gets his car washed. The $50 goes from place to place, and after 20 or 30 transactions, the $50 bill belongs to somebody, and it's worth $50. Whereas if I pay by card, 1.5% goes to the bank. And then if he takes the money I've given him and pays for the groceries, 1.5% goes to the bank. And after the groceries have been paid for, when he goes to get his car washed, 1.5% goes to the bank. So after 20 or 30 transactions, $50 is gone, the bank has it all. I think. Ето. Значи, ова што ви го објасни сега моментално. Да разбереме како функционира. Значи, знаете вие дека банката не го работи ова од доброто на нивните срца, да бидеме реални, како Лери Финк, вика BlackRock, вика Hope, вика ние се бориме, вика за надеж. Ако BlackRock, главната корпорацијска, да речем, инфраструктура во Америка се бори за надеж, тогаш замислете каде отиде цел свет. Но како и да се вратиме на темата. Идејата што сака да ви објасни овде е дека моментално банките поседуваат се. Зошто е тоа така? Значи, да земеме, и во Македонија да речеме, пример за 100 денара, така. Значи 100 денара, ако вие отидете да платите негде со книжни пари 100 денара, така, тие 100 денара во целост се уствари дадени на како што кажа, одите на Бербер, плаќате 100 денара, Бербер ги зема тие 100 денара, че он има целосна количина од 100 денара, така. Ако он отиде на пазар купи, не знам, нешто за јадење, кој да ги земе тие 100 денара, он има целосни 100 денара. Значи, ниту во еден момент никој не зема дел од тие 100 денара. Значи, тоа е уствари целосната вредност се префрла од еден на друг, на трет, на пет човек и ниту во еден момент не губи од вредност затоа што ја има директно. Кога банката го прави тоа за вас преку банкарска сметка, да речеме вие сте влегле кај Бербер, сте платиле со картичка, така. Вие на Бербер не му давате 100 денара, вие му давате 98,5. Зошто? Затоа што банката, како што кажа он, ви зема 1,5% на сите трансакции, така. На некој начин вие немате избор. Но како и да е. Кога он со тие пари што моментално вие сте му ги платиле, сака да отиде да купи нешто, а нели сте му платиле на картичка и сега он тие пари кои што ги има на картичка, 98,5 денари, оди во маркет и купува нешто, така. Сега веќе не сте 98,5, сега се 97. Затоа што повторно 1,5% зема банката, така. И ако оваа трансакција од 100 денара помине преку 50 различни луѓе, вие автоматски веќе тие 100 денара не се поседувани од човекот кој што ги плаќал, туку од самата банка. Значи, тие 1,5% што вие ги плаќате како услуга на банката, се уствари намалување на вредноста која што ја давате од еден на друг човек, која што го немаме во кешот. Се разбираме? Слично на тоа се криптовалутите. Зошто? Затоа што вие немате трет играч кој што уствари као ги спроведува трансакциите и затоа ви зема голем дел од нивната вредност. Да, имате фи, точно, но третиот играч во оваа ситуација представува децентрализиран играч. Станува збор за блокчейн, каде што не може фито да биде определено како него ќе му текне или помог да ви забрани. Станува збор за трансакција, да плаќате некоја мала количина на фи затоа што нели треба да ќе спроведете оваа трансакција од А човекот до Б човекот и тоа е тоа. Но ниту во еден момент блокчейн нема да ве праша каде плакате, зошто плакате, на кого плакате, не ми се свиѓа, не може да платите. Така. И дополнително блокчейн не може туку така само да му текне и да почне да си ја менјава, да си го менува фито како не ќе му текне. Сето тоа е предредено со алгоритам, во било кое време може да го видите фито на било кој блокчейн и сето тоа е предодредено, тоа е најбитниот дел. За разлика од тоа, каде се движиме моментално е кон целосен банкарски контрол. Затоа што сите трансакции ќе мора да бидат преку банка, оние кои што се надеваат дека ќе имаат кеш уште долго, нека престанат да се надеваат. Значи многу држави во Европа моментално немаат кеш. Дури сега јас на пример лично не сум бил моментално во Холандија и во Англија, има мој колега кој што беше само пред не знам 2 недели, вели поголемиот дел бизнисите ви велат се извинуваме, не прифаќаме кеш. Значи нема дали вие сакате или не, едноставно ви кажува може да платите само со картичка. Ако не ви одговара, барете си друг бизнис. Така да се движиме кон тој дел, бидете свесни да не бидете изненадени. Значи се движиме кон целосна банкарска, централна банкарска контрол. Повеќе нормално може да погледнете во видеата за CBDC, кој што може да го најдете на нашиот канал. Сега, ова е само за да ви покажам уште еднаш оно што постојано ви го кажам, значи не само јас, гледате дека многу други луѓе имаат истата идеја,
кои што објавуваат за постојаниот 4 годишен циклус на биткоин. Односно гледаме дека по различни критериуми, дали ќе следите години, дали ќе следите денови, станува збор за истите циклуси. Значи станува збор за 4 годишен циклус во кој што имате една година bull market и 3 години bear market. Дали ќе оди хоризонтално или надолу, битно е bear market. Значи иста ситуација. Еве, во два наврати. Битна работа која сакам да ви ја напоменам е она што една година пред самиот bull market, значи една година пред самиот bull market, во оваа ситуација, нели, тоа би било овде. Значи таа досадна година што постојано ја кажуваме, тоа е во средината на овој 3 годишен циклус. Значи сегде може да видите истата, станува збор за досадна година. Значи ако ова е bull market после самиот халвинг, ова овдека би било една година пред самиот bull market, што е, како што можеме да видиме, доста досадна година, зигзаг движење, така. Ако ова е bull market од самиот халвинг, ова представува така речено една година пред самиот bull market, што е, како што можеме да видиме, мал подем и доста досадна година. Исто да можеме да видиме на овој чарт, значи сегде може да видите истото. Една година пред халвингот представува досадна, на некој начин многу досаден период, така. Значи немаме напред. Ако го споредиме самиот bull market со оваа година, гледаме дека станува збор за многу досадна година, така. Спремете се наоѓаме во досадна година. Значи постојано го кажувам тоа, ќе го повторам уште 1000 пати, затоа што многу луѓе се откажуваат сега, кога е најдобар момент за акумулација, а кога ќе дојде bull market, дори веќе се откажале. Значи они продале, веќе е касно, главните профити се прават од сега, па кога ќе дојдеме во следниот bull market, вие сте веќе позиционирани за многу добар профит. Уште еднаш ќе напоменам, како и секогаш на крајот, секогаш сакам да го споделам ова со вас. За жал, не знам поради која причина, но оваа страна е падната. Биткоин халф, кој што јас постојано користев, но ако запишете биткоин, само момент, значи биткоин халвинг, може да најдете многу различни countdown, може да најдете многу различни страни на кои што ова може да го погледнете. Битната работа која што сакам да ја покажам во оваа ситуација е дека имаме уште солидна количина на денови, а тоа е 334, само мислам дека ова е грешка, само проверам, не сум сигурен, но мислам дека е грешка. Само да, 270, не знам зашто некоја грешка е тоа. Значи 270 денови до следниот халвинг на 16 април 2024 година, кога вистинската акција ќе почне. Уште еднаш ќе напоменам, ова една година е одличен момент за и едукација, и за акумулирање, и за да видите дали уопште припаѓате на оваа сфера, дали вие се гледате во оваа сфера. Значи имате време да научите, имате време да се припремите и да видите дали е паметно да инвестирате или не. Јас тоа не смеам да ви го кажам директно, оставам на вас. Јас сум овде да ви помогнам при едукацијата и да ви обезбедам материјал на македонски јазик. А од вас, како и секогаш, бараме една многу мала работа. Значи имаше некои личности ми побараа да ми плателе, да ми прателе некакви трансакции во крипто, значи да се разбереме. Прво, оваа материја јас уште од самиот почеток почнав да ја правам бесплатно, затоа што на крајот од денот на македонците на вистина нема кој да им направи материјал. Нема. Тоа е реалност. Значи се појавуваат некои канали во текот на bull маркетот, во тие месеци се нешто активни, имаат неколку видеа, но најчесто кога највеќе треба, а тоа е во bear маркет, да направат соодветна едукација, тоа не го прават. Значи знаете и сами дека македонскиот народ никогаш не можел да чека на туѓа поддршка, секогаш таа туѓа поддршка била платена дебело. И со глави, и со крв, и со територија, и со се и сешто. Иако ова не е исто, но е приближно. Зошто? Затоа што најчесто се ослонуваме на некои шалабајзерски канали, извинете, но тоа е реалноста, значи сум видел каков тип на канали има на Балканот. Ретко можам да кажам дека станува збор за квалитетна материја, не велам дека мојата е одлична, вие треба да процените сами, но во однос со тоа што гледам на Балканот посебно станува збор за многу слаб квалитетна материја и ви кажуваат можеби 1% од оние 100 кои што треба да ги знаете. Како што кажав и сам, доколку оваа материја која што гледате ви се допаѓа, единствено што го бараме од вас како канал, како нели јас кој што го спремам овој материјал, е да го препорачате на други македонци со цел што може повеќе македонци да бидат информирани пред доаѓањето на следниот bull маркет. Поентата на каналот е да помогнеме на македонците да остварат профит, а главната цел на каналот е, знаете како, гладен народ никој не може да манипулира. Гладен народ не може да биде принуден да работи овде или да работи онде или да собере гласови или кога ќе му кажат како овца да излезе на референдум тоа да го направи. Значи само сит народ може да се спротистави на
тиранијата која што моментално ние прават политичарите во Македонија. Сите знаеме за што зборувам, без разлика од која страна доаѓа, дали се СДСШ или се ДПНЕ, значи за жал тоа е реалноста во Македонија, а јас тоа не успеав да го сменам дома со радикални протести, за жал, и ова е на некој начин моje искупување затоа што не сум успеал тоа да го направам дома преку бројни протести, да пробам да го направам на друг начин со тоа што ќе помогнам на македонскиот народ да направи профит. А како што кажав, ваквиот профит ќе ви даде независност, да не мора да зависите од штабот на СДСШ или штабот на ДПНЕ и да мора да собирате гласачи или не знам да мора да го убедувате некого или не знам како да гласате. Значи сит народ кој што може да обезбеди значи финансиска помош сам за себе си и кој што не зависи од таа држава, не може да биде манипулиран. Тоа е се што имам да кажам. Како сакате толкувајте го ова, тоа е оно што јас имам да кажам за работата на нашиот канал, затоа што некои луѓе ми побараа да ми платат, нема потреба од плаќање. Последен пат кога направив да речем начин на кој што би можеле ова да го изразиме како благодарност од ваша страна, беше со хуманитарна акција. Значи јас најавив на одредена фамилија, на човек кој што го познавам, кој што е мој другар од Велес, кој што загина при пат, несреќа, дека ќе на некој начин спроведам хуманитарна акција во еден месец и оние средства кои што ќе бидат собрани ќе бидат дадени на фамилијата. За жал, ниту еден денар не беше собран, не ве обвинувам вас, јас сум свесен од каде доаѓам, сум свесен колку пари вие имате, реално, затоа и никогаш не би ми паднало на памет од собствен народ да наплаќам како некои индивидуи кои што наводно се криптомилионери, ама сепак ви наплатиле собствениот народ некои мизерни 15 евра што ништо нема да им сменат, за да им кажат лекција која што кај мене може да добијат бесплатно и нели не една, туку 300 различни лекции може да добијат, но како и да е, да не навлегуваме, како што кажав, ќе се воздржам од коментари за други крипто просветители, како и да е, сите кои што се обидуваат да донесат знаење во македонскиот народ се позитивни, како го прават тоа е на нивна совест. И уште еднаш ќе кажам, таквата хуманитарна акција беше неуспешна, на крајот јас одлично свој джеб и дел од тимот дониравме на оваа фамилија колку што можевме, нормално, со цел да помогнеме во нивната несреќа. Како и да не беше многу, за жал не можевме и ние нешто посебно да донираме тогаш, но одлучивме дека тоа за жал не е реално и не можеме да очекуваме македонскиот народ да донира кога нема ни за самиот себе си. Без навреда, тоа е реалноста, станува збор за жал нација која што е доста напатена и која што постојано е во финансиска неизвестност. Тоа е се, ви благодарам, како и секогаш се гледаме во следното видео, нормално следете ни понатаму и поздрав од Криптогимиџи.